Добар ден, ова е најновата телма Амбуланта. Губењето на прекумерна телесна тежина носи многу здравствени бенефити, но може да има и несакани последици. Опуштена кожа на лицето, градите, стомакот, бедрата, рацете. Вишокот кожа не само што не изгледа убаво, туку представува и здравствен проблем, што го намалува квалитетот на животот. Кои третмани помагаат во затегнувањето на опуштената кожа, ќе ни појасни професор доктор Смилја Туџарова-Ѓоргова, специјалист по пластична и реконструктивна хирургија. Во телма Амбуланта гостува и нашата позната пејачка Ивона Јо, која ќе го сподели своето искуство со операцијата за отстранување на вишокот кожа, која следеше 4 години по хируршкиот зафат за намалување на желудникот. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите. Останете на телма. Како да се ослободите од вишокот кожа по наглото слабење? Ќе прашаме професор доктор Смилја Туџарова-Ѓоргова, специјалист по пластична и реконструктивна хирургија од Универзитетската клиника за пластична и реконструктивна хирургија. Професорке, добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добар ден до вас и до сите гледачи. Кога веќе зборуваме за прекумерна тежина или overweight, тоа е проблем на денешнината, така може да се каже. Основната причина е секако големата консумација на храна од различни типови. Потоа може да биде наследно во пубертетот, значи да дојде до зголемување на телесната тежина. После партус или пороѓајот исто така имаме голем број на масни наслаги и висење на кожата. И секако, како резултат на хормонални нарушувања, може да дојде до несакана дебелина. Професорке, а што доведува до опуштање на кожата по наглото губење на килограмите, по брзото слабење? Секако дека секој маж и жена сака да биде убав, да биде облечен во алишта кои се одбествуваат на неговата висина, и се судруваат со проблемот дека во текот на процесот на старењето знаеме започнува на возраст од 30 години до 50, тоа е најтешкиот период кога имаме зголемување на телесната тежина и сакаат да сето тоа биде коригирано. Постојат повеќе методи и техники со кои што кожата која што го губи својот еластицитет треба да биде отстранета. Отстранувањето може да биде, како велиме ние, со нехируршки методи, од типот на микродермоабразија, од типот на, како во денешно време се вика, смрзнување на кожата во пределот на стомакот со специјални апарати. Меѓутоа, ние сме повеќе наклонети кон употреба на хируршкиот скалпел и нож. Значи, кожата не може само од себе да се повлече? Ретракцијата или повлекувањето на виснатата кожа може, меѓутоа, тоа е само за исклучително мали дебелини. Како велиме, например, после гравидитет имаме пациентки кои што во период после завршување на лактацијата од година дена доаѓа до повлекување на кожата на стомакот, на бутините. Но тука пак имаме друг проблем со кој се судираме, тоа е тие стреч маркс или стрии, кои што се различни при гравидитет. Тие се стрии кои што се лила по боја или се темно ружичасти. И тие се разликуваат од рајцовите стрии кои што се јавуваат во пубертет поради наглото растење. Каде се локациите на овој тип на стрии? Тие се во пределот на бутините и во пределот на love handle или љубовните рачки или колковите, како се вели, во пределот, значи и на грбот, на задниот дел од телото. И одно да кажеме начин на третман, да се спречат стриите е употреба на креми и специјално збогатени со улја. Потоа употреба на витамини од типот на Д витамин и комплекс витамините, кои што малку придонесуваат да стане поквалитетна и поеластична кожата. И значи, редовно треба да се мачка, така? Редовно треба кожата да се храни, да се подхранува, посебно
по текот на пубертет, кога имаме забрзано растање, после гравидитетот, а секако дека и кај луѓето кои што имаат прекомерна тежина, а сакаат да ослабат и при тоа да немаат нели стрии, треба да обрнат внимание на својата кожа. Меѓутоа, следните методи се хирушката метода, добро позната абдоминопластика, тоа представува хирушко отстранување на вишокот на масно ткиво. Имаме хоризонтална, вертикална, повеќе од 30 пристапи за отстранување на тоа масно перниче или мас кое што виси заедно со секожата и не делува убаво. Потоа имаме отстранување во пределот на бутините, пошто и таму исто така наслагите масни и висењето на кожата е присутно и се нарекува tight lifting. Во пределот на надлактиците имаме, тоа е добро познатата техника хирушка брахиолифтинг и нели во сите и аксиларна корекција на висење во пределот на мишките или аксилите. Потоа, исто така имаме висење на градите, нели, ако се изгуби 30, 40, 50 и 60 килограми, градите почнуваат да висат и кај мажите и кај жените. Па имаме пристап кај жените редукција на гради и суспензија, кај мажите имаме специјални резови во пределот на градниот кои што се прават хоризонтални за корекција. А кога сме веќе кај комплетното, тоа body contouring се нарекува, имаме циркумферентна торзопластика, една од техниките, каде што доаѓа до комплетно отстранување на вишокот, на висење на кожа и мас. Но да не заборавиме дека сите овие техники имаат и своји компликации, особено кај овој профил на обезни пациенти. Тоа се компликациите од типот на крварење, од типот на инфекции, но и пред да започнеме со интервенција на овој тип на пациенти, значи внимаваме кожата да им биде квалитетна, пошто знаеме дека кожата која што допира на бутините од стомакот прави иритација, црвенило, непријатен мирис има и во денешно време сето ова треба да биде коригирано, да бидат отстранети овие вишок на пердиња кои што висат, како ги нарекуваме. Професорке, само естетски проблем, туку медицински. Доаѓа до воспаление, до инфекции на оние места на кожата кои што се всушност виснати, кои што се тријат, кои што се допираат. Да. Така да сето тоа треба да биде отстрането. Како техниките се изведуваат. Например, доколку имаме вишок на кожа на стомакот, таа циркумферентна торзопластика ќе ја направиме, но во исто време нема да пристапиме кон брахиолифтинг или tight lifting, затегање на надлактици и на надколеници, затоа што овој профил на пациенти се многу ризични и од една интервенција до следен пристап за отстранување на вишокот на кожа и масни наслаги, најмалку 3 месеци ќе почекаме да помине. Секако дека овој тип на интервенции, баријатричната хирургија ни помага, они претходно одат на слабење. Има 5 техники баријатричната хирургија што им овозможува, тоа е балонот. Значи баријатричка хирургија всушност е хирургија за намалување на желудникот. На желудникот, да, или балон ставаат, или ставаат специјална јамка или врвка во пределот на желудникот, или имаат ендоскопска гастректомија која што ја прават, или вејпсилон, нели тенките црева со конекцијата. Како и да е, баријатричната хирургија во денешно време е многу популарна и овозможува пациентите брзо да ослабат. Нели, имаме брза пасажа, нема ресорбција, нема таложење и таа брза пасажа овозможува за многу краток период огромна килажа да се изгуби. Секако во овој тек мора да се земи предвидот на body mass индексот, колку е, дали е помал од 30 килограми на метар квадратен или е поголем. Кај тие пациенти кај кои што е поголем body mass индексот, мора многу да бидеме внимателни поради компликациите, нели, од пулмонална емболија, од хипертромботични состојби, од варицес и така натаму. Како проценувате колку кожа може да се отстрани? Значи, тоа зависи од тоа колку имаме кај пациентот. Има мерки. Велиме дека пластичната хирургија сепак е дел и од геометријата, каде што ние се занимаваме со точно мерење и одредување колку треба да се отстрани. Тоа е во пределот на папокот или умбиликусот, кон доле повлекуваме. Потоа латерално внимаваме и правиме липосукција на тие отстранување на масни наслаки, да, каде што ние правиме фактички и скулптура на телото. Обликување. Да, затоа се нарекува body contouring техниката.
Липосукција исто така правиме во сите предели, меѓутоа и таму треба да се внимава колку ќе се извади, да не се направат набори, нели, вдлабнувања, кои што треба да исто така бидат коригирани. Сега што правиме со лицето, нели? Лицето е една од првите знаци каде што прво настанува старење, а второ каде што започнува и процесот на сегинг или висење, добро познатите джоулс. Кај возрастните лица при слабење, првите промени на кожата всушност се забележуваат на лицето. Веднаш кожата виснува. Па еве можеме да го споменеме и денешниот тренд употребата на Оземпик за брзо слабење. Нели, Оземпикот предизвикува точно брзо слабење за многу краток временски период, од 6 месеци имаме намалување на голема количина на телесната тежина, меѓутоа се јавува висење на кожата и се јавува скелетонизација на лицето, значи вдлабнување. Оземпик лице велат? Да, и корекција на тоа секако дека постои. Што правиме кај таквите пациенти? Значи кај нив им понудуваме техника на липофилинг или пополнување на вдлабнувањата во пределот на лицето, брчките, деколтето, или пак добро познатите, нели, хиалуронски водени молекули или филери, со кои што или у денешно време тоа PRP, PRF исто така малку помагаат кон освежување. Меѓутоа, најблагодарна е техниката кај тој профил на пациенти или добро познатата техника на фейслифтинг, значи корекција хирушка, затегање, подмладување. Со фейслифтингот, например, добиваме 10 години помлад пациент. Со другите техники као липофилинг, филери и така натаму, кај нив се коригираат брчките или добро познатите бори, као што е во периорбиталната регија или очите, тоа е кроусфит, или пушачките бори што ги нарекува народот, тоа се боричките на горната усна што се јавуваат, тие се коригираат исто со липофилинг, исто со филери, меѓутоа и добро познатата техника на хирушка ексцизија и подигање на усната, со што се зголемува волуменот на горната усна. Тука повторно имаме геометријата, колку треба да е горната усна, колку треба да е долната, во секој случај долната 1,6, горната 1 сантиметар и се добива формата на добро познатите шери липс или руски усни ги нарекуваат, но во последните неколку месеци тренд имаме и за техниката на Дубај липс. Какви се тие усни? Тоа се усни кои што во долната половина, значи на долната усна имаме поголема количина и лумен, а во горниот дел имаме исто така во левата половина и десната половина, како две цреши да сме гризнале, да, и е сосем различно од Russian Lips. Како и да е, многу трендови има, убави техники, но тие секако се придружени секогаш, морам да напоменам, со стандардните класични хирушки техники до комплетно формирање. Кога зборуваме за отстранување на вишокот на кожа од различните делови на телото, дали остануваат лузни? Значи, кога работиме хирушка интервенција, абдоминопластика или во секој случај останува, таа лузна е видлива, со текот на времето исчезнува, бидејќи и се јавува како бора или брчка или како линија бела. Внимаваме сето тоа да биде направено, нели, коректно, да е што помало лузната, но кај пациентите кои што се, нели, со прекумерна тежина и прекумерно вадење на кожа, целата циркумферентност околу стомакот и кон грбот има една линија која што фактички останува како резултат на екстракцијата или вадењето на вишокот на кожа и подкожа. Постои ли опасност ако пациентот по операцијата повторно се поправи нагло? Значи, опасност нема да има голема, постои нели повторно формирање на паникулос адипозус или масно перниче. Треба тоа секако да се внимава и со исхраната, спортување, пешачење. Една од најпријатните техники за целото здравје е пешачењето. Значи нема голема мака, меѓутоа возможува крвоснабдување до најмалите делови на телото и секако дека е внимавање на употребата на голема количина, прекумерна количина на храна. Значи една порција дневно би била доволна, се што е над таа порција представува оптоварување прво за желудникот, потоа да не зборуваме за другите органи. Сето тоа додека се сомеле, додека се, нели, процесира низ дигестивниот систем, бара прво време и друго склоноста кон употребата на шекерите.
во денешно време, како што забележуваме, нели, се забранува употреба на чоколади, на сладоледи, на тоа кај малите деца, затоа што проблемот со адепозитас или гојазност е мошне присутен. А дали опуштена кожа се јавува само при нагло слабење или и при умерено губење на килограмите? Вака, значи ние се раѓаме со одредена генетска предиспозиција и со одредено ниво на хормони кои што ни даваат еластицитет, тоа се естрогените хормони, адренокортикохормонот, кои што ни дава убава еластичност, меѓутоа забележуваме некои луѓе имаат тонус на кожата, што велиме, имбибираност, и таа долго трае, а има луѓе кои што бргу се јавува потемнување на кожата и како вели народот, ми висат образите, ми висат лактите и така натаму, брчки имам секаде, по рацете и така натаму. Значи, сепак тоа представува еден вид на предодреденост генетска, но секако дека кожата на стомакот, ние сите си се раѓаме со одредена, нели, физиолошка големина, во текот на растот имаме одредени пропорции, како старееме, тие пропорции се зголемуваат и за тоа придонесува, нели, начинот и на нашата исхрана. Па имаме подрачја, нели, на земјината топка, каде што луѓето можеме да ги споредиме, независно, нели, од расата и бојата, имаат убав тонус, например Јапонија, Кина, жителите, но имаме и луѓе кои што имаат преголема големина, би рекле, не тежина, да не навредиме, него, и тој лумен и волумен кој што пораснал благодарение, нели, на квалитетот на живење, ќе кажеме, не само исхрана, тој принесува да ни имаме самодоверба, self-confidence, нели, на работното место, помеѓу пријателите, или да ни се наруши самодовербата и да посакаме да присегнеме кон овие хирушки техники од слив гастректомија, ендоскопски или хирушки класичните бариатрични операции. Па некои само со диета успеваат да изгубат многу килограми, доколку волјата им е навистина силна, челична. Сега, дали има влијание, колку време сме имале покачена телесна тежина пред да ослабиме нагло, дали тоа ќе влијае врз кожата и врз нејзината опуштеност, и некако, секако бројот на килограмите, дали се тоа десетици килограми што сме изгубиле или се само неколку? Секако. Едноставен е одговорот, доколку станува губење на телесна тежина 3 килограми, 5 или 6 во текот на еден месец, е различно и во однос на губењето на телесна тежина за 6 месеци ако изгубиме 50 или 60 килограми. Тоа влие на квалитетот и тонусот на кожата и секако се разликува, што велиме слабење по желба, нели, ќе прескокнеме неколку оброци, утредента се чувствуваме полесно, забележуваме дека и стомачето ни се намалува. Меѓутоа, каде имаме големо губење на телесната тежина, комплетно организмот доживува еден стрес и тој стрес влие на се. Прво на сите органи, потоа влие на сонот, потоа влие на сето тоа што потоа ќе го добиеме. Меѓутоа, пациентите секако не смееме да ги обескуражиме и да кажеме дека да, вие ќе се живеете со тоа перниче што го шуткате кога се движите, или ќе живеете така што фустан, или без прерамки на прерамки нема да носите, него ќе носите фустани и блузи со долги ракави, за да не ви се гледа како ви виси кожата околу рацете. Значи, како и да е, проблемот на телесната тежина во денешно време е голем, прибегнувањето кон квалитетна храна, квалитетен леп, обезмастена храна. Меѓутоа, јас само едно нешто ќе напоменам, секој во својата земја да си посегне по тој профил на овошје и на зеленчук кој што расте на тие поднебја и така да се храни. И секако дека генетиката има огромно влијание и на растот и на зголемување на телесната тежина. Така, па и во процесот на слабењето, знаеме жените за време на бременоста дека кожата им се шири на стомакот, но после поредувањето се повлекува, но не кај сите, што повторно говори за генетиката и за различната еластичност на кожата од човек до човек. Може ли нешто се направи за време на овие на брзи слабења, на примената на диета, да се зема, например, некаков суплемент? Би помогнало ли тоа ако се пие колаген?
Да, сите у денешно време зборуваат употребата нели на колагенски прашоци, на колагенски таблети, раствори, дали би помогнала во еластицитетот и сјајот на кожата, пошто колагенот е тој кој што е особено значаен за квалитетот на кожата и за спречување на појавата на стриите, нели, по телото. Но мора да кажеме дека тука многу влијаат естрогените, жените и тестостеронот кај мажите, а знаеме дека во менопаузата жените го губат естрогенот и доаѓа до нели збрчкување на кожата, до нарушување на тонусот на кожата, што ќе помогне за ова, како што напомнавме, употреба на витамини, употреба на нели козметички креми и во минатото нашите предци користеле нели маслиново улје и свежа храна, помалку деструирана, односно обработена, и знаеме дека имале длабоки старости, нели, по 80 и нешто години. Во денешно време, дали ради брзиот начин на живот и многу стрес, ретко кој дочекува длабока старост. Така, за жал. Да. Професорке, ја ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Тилма амбуланта, што ни дадовте појаснувања кои што се поврзани со опуштената кожа и начините за решение, за решавање на овој проблем. Значи, хирургијата, обично... Јас тоа прво основно, потоа нехируршките методи, дерматолошки ги нарекуваме PRP, плазма и филери. Да се стимулира, предпоставувам, и самиот колаген на кожата, така? И таа да се повлече. Да се па со микродермоабразија или ласер ресурфейсинг, тоа е специјален ласер со кој што ние ги отстрануваме брчките во еден акт. Значи има хируршки ласер со кој што се отстрануваат брчките на кожата и навистина кожата се подмладува. Така, убаво ова да се знаат како информација, а ние во продолжение на емисијата ќе погледнеме една лична приказна. Македонската пејачка Ивона Јо ќе проговори за тоа како изгледа да се живее со вишок кожа и како изгледала операцијата за отстранување на овој проблем. Останете на Телма. Македонската пејачка Ивона Јо успешно ја направи операцијата за отстранување вишок кожа. 4 години по хируршкиот зафат за намалување на желудникот. Таа во денешната Телма амбуланта искрено ќе зборува за својата борба со килограмите. Ивона, добре ни дојде во денешната Телма амбуланта. Добро ве најдовте, благодарам. Ме изненади со фотографиите, некако многу ми е никогаш и сега направивме веднаш компарација. Благодарам за поканата. Конечно да ја затвориме темава тука, да ја кажам онаа медицинска страна и да завршиме затоа што надолго зборевме за неа. Пред да стигнеме до операцијата за отстранување на кожата, да започнеме од почеток. Од хируршкиот зафат за намалување на желудникот. Тоа е една сериозна операција, која што може да биде проследена со бројни компликации, не секој се одлучува за неа. Точно. Вие храбро настапивте? Мене храброст, јас велам среќа да ги прати храбрите, храброст да ги прати среќните. Јас сум среќна и храбра и фала му на Бога што сум одлучен човек. Не бев среќна и не бев задоволна. Имав еден стадиум во кој што бев среќна и задоволна така како што изгледав и го живеев тоа со полни бели дробови плуќа. Со полни гради. Со полни гради. Но во моментот кога престанав да бидам среќна, како и за сите работи во животот, така и за тоа се одлучив, застанав одлучна и за 20 на дена организирав се и се најдов во Турција и ја направив операцијата. Колку ви е се желудникот, знаете? Немам некоја представа вака визуелно, но знам дека собира многу помалку, за разлика од претходно. Но секако да напоменеме дека кога ќе легнеш под хируршки зафат или кога ќе направиш некој хируршки зафат, дефинитивно тоа не е гаранција за цел живот, туку треба да внимаваме, да продолжиме да внимаваме. Луѓето често знаат да се збунат околу тоа. Легнала под нож и тоа и како не е. И како треба да се внимава што конзумираш, како конзумираш, што комбинираш. Така што за цел живот е внимавање, како и за се. Нема ретки се оние кои што може да јадат, ги имаме, кои што може да јадат се и да изгледаат така како што изгледаат, но јас сум од оние луѓе кои што бргу се поправа, бргу слабе и
внимателно внимавање може да донесе на долга стаза. Така, споменавте дека многумина сметат по операцијата дека се оди лесно, но потребна е неверојатна дисциплина. Како се промени вашиот однос кон храната? И лесно ли се привикнавте на новиот режим на исхрана? А после првата операција беше навистина напорно, затоа што почнуваме од бебе фазон, од кашаст, зборевме ние пред неколку години кога доаѓав да не ја разлаблочуваме темата, но буквално е кашаст период, па меко тврд период и сето тоа, тој одеднаш си имал денаска обилен оброк или нормален оброк, утре стануваш и се менува се, треба психички да се спремиш и затоа потпишуваш ти документи дека тие после тоа не одговараат, дека се е на тебе. И пак се враќаме до онаа почетна фаза доколку ти си стабилен и ти си цврст и решителен и доколку знаеш што правиш во дадениот момент, тогаш ќе има долготрајни резултати. Моментални резултати секогаш може да има, но трајни само кај издржливите. Затоа ова е еден пат кој што цел живот ќе се чекори и јас многу лесно се привикнав и навистина ми е прекрасно и многу сум среќна што е така. Затоа што повеќе имам енергија, помалку сон ми треба, за разлика од претходно. Здравето и се подобри? Од 2 циклуси на 2 години до 12 циклуси. Значи си ги редовни менструални циклуси. Да. До шеќер 10 на шеќер 3-4. Така што не конзумирам никакви таблети, ништо што е терапија, а бев пред терапија, пред пиење на терапија. Така што се смени се. Секој си го бира својот начин, јас мојот начин го избрав и многу луѓе го судија тоа, но јас моите чевли гордо и достоинствено ги носам и ми е прекрасно. Човек треба да е среќен и да стои позади секоја своја одлука. Така. Колку килограми ослабевте? После првата операција ослабев од 145 до некаде 85-80 варираше. Потоа наследи фазата во која што доколку не внимаваш, доколку се опуштиш, која што јас на своја кожа ја почувствував и заради тоа изборам. Јас зборам и за собствените грешки. Накачив 10 килограми, и 15 и покрај. И покрај операцијата за намалување на желудникот може да се накачат килограми. Апсолутно. И од јуни 2024 како дознав дека откако се договоривме со докторот Емрах дека ќе ја правам кожата, затоа што кожата веќе видливо ми сметаше. Јас почнав со режим, со вежби за спремање на втората операција, односно операцијата на кожа, за која што сега и ќе зборуваме. Така што тоа е еден круг, еден пат кој што е неминовен и јас го споделувам на социјални мрежи, не е ништо страшно. Значи, потребна е голема дисциплина за да се одржат резултатите, па и да се унапредат. Апсолутно. Сега, споменавте вишок на кожа. Исто така многу не знаат дека наглото слабење доведува до физички проблеми, всушност. Вишок кожа, односно кожа која што почува да виси. Точно. На кои делови од телото имавте најголем проблем? Најголем проблем првично беше стомакот, 360 степени абдомен, кој што прв и го средивме со докторот Емрах Аслан во Турција. И тој ми предизвикуваше веќе здравствени проблеми затоа што во текот на летниот период доаѓаше до триење на кожата. Значи не е само естетски проблем. Не е само естетски. Тоа што јас вешто успевав да го скријам нештото, не значеше дека јас го немам. Како и сега во овој момент не се гледа дека јас имам вишок на моите нозе. Вештото криење прави други емотивни проблеми во мојата професија. Јас велам, сето ова да ја, Бог да ми доделеше друга професија, не сум сигурна дали ќе ги правев овие естетски зафати, но затоа што се занимавам со професија со која што се занимавам и која што бара и од мене, не само другите, јас барам од себе да сум најдобра верзија, да се чувствувам најдобро, затоа и ова го правам. Да сум Малан стално знае да вика, да вели обичен човек и пејачка, да сум обичен човек кој што работи од 8 до 4, не сум сигурна дали толку храбро би настапила. Но професијата со која што занимавам бара исклучителна храброст и тука сум храбра и решителна. Кој момент беше тој кога одлучивте храбро, јас ќе ја оперирам кожата, ќе ја отстранам? Како се случи тој момент на одлука? Веќе почна психички многу да ми влие, веќе почна зголемената килажа, која што накачив поради моја неодговорност.
моментот што не можев да и покрај се целиот пат да облечам бикини затоа што висеше кожата. И стварно ми беше доста. Стварно онака имаш еден момент во кој што нели трпиш и велиш ова е тоа. Дефинитивно дојде време да направам уште нешто за себе и стварно прегорда сум на таа одлука затоа што не секој, како што кажавте во најавата, се одлучува затоа што навистина е ризична операција. Навистина постојат многу компликации. Како изгледаше подготовката? Значи бил потребен режим на исхрана, вежбање, да се постигне да ги одредена точно да ги симнам тие килограми кои што ги. Значи постојат одредени медицински и психолошки критериуми за да се изведе таа операција. Секако. Докторот прашува нели која ви е моменталната килажа, кои се твоите навики на исхрана, дали си психолошки спремна на се она што ќе се случува. Секако има подготовки, секако има да се контролира емотивното пријадување, дали е тоа еден од критериумите? Апсолутно. Мислам, тие не го дефинираат така, но дали си психолошки спремна да веќе не накачуваш килажа затоа што џабе ќе ја трпиш болката доколку повторно накачиш, така што одговорноста после оваа операција е дупло поголема од првата. Затоа што ова е многу поголема, првата траеше 20 минути, оваа траеше 7 часа. 7 часа. Ајде, како изгледаше оперативниот зафат? И што се беше изведено на него? Тргнавме... Споделивте ви видеа на Инстаграм, можеме да ги погледнеме, ќе ги побереме од режија. Што почна самата операција ден предходно отидовме, направивме секако во Македонија, јас направив контроли кои што ги бараше лекарот да види во која состојба се наоѓа нели крвната слика, анализи, се она што е потребно. Стигнавме во Турција ми ги направија потребните анализи кои што им се потребни на нив од нивна страна и на 22 јануари рано наутро дојде докторот да ги исцрта тие вишок на делови. Ги имаме, мислам, фатено на видеото. После цртањето на вишокот, после цртањето на тие сегменти, тој замина да се спрема на ова е ден предходно. Ова е ден предходно кај што ги анализираше, да знае што да се спреми. Ова е 20 минути пред првата анестезија. Пред анестезија. Така, прва 20 минути буквално бев мислам кој мама вели се спремаш кога додиш во библиотека. Вака се смеам кога идам во библиотека да читам. Од тука ме спуштија доле, поминавме на низа на проверки дали што оперираш денеска и ти кажуваш па го заборев под брадокот, па само тоа, значи да потврде дека ти си тој кој што е одговорен позади сите ден предходно ги потпишувавме сите работи кои што не беа едноставни за читање. Што се можеш да се соочиш. Сите ризици беа наведени, така? На своја одговорност, тоа се прави? Потпишав преку 30 документи. А4 формат, 2 страни. Ај наведете ни некои од тие ризици. Нешто ве загрижи од тоа што прочитавте? Па дека телото може да се трансферира, смртта е најголемиот ризик. Значи може да се почине од оваа операција. Секако. Затоа велам, луѓето најчесто бираат еве вишок од кожа. Еве, ова е вишок од кожа. Ова е вишок од кожа кој што е отстранет сега, така? Еве, ова е веќе се е подобро. Спланува отокот, ова е многу отечено. Ова се лимфните дренажи кои што ги правам отпосле, кои што мора да се прават. Ова е моментот кога првпат видов пред и после. Ми го покажа, докторот имаше слики и ми ја пушти time to say goodbye. И така се збогувавме. Со колку килограми вишок кожа се збогувавте? 11. 11 вишок кожа, заедно со прилепени масти. Надвор од липосукцијата која што ја направи паралелно. Добро, значи паралелно се направи липосукција, со отстрани вишок на кожа, на абдоминалниот дел само? 360 абдоминално, значи абдоминално со страниците и од позади. Мојот рез завршува буквално значи задникот и околу. Значи од напред. На грбот немам, значи збориме за долниот дел. Грбот заедно ќе го решаваме заедно со рацете, поврзано. Значи ќе следува уште една операција? Мислам дека ќе следат уште 2. Заради тоа што нозата и рацете не можат воедно, затоа што не е едноставно, доколку ние сакавме на почетокот да ги правиме стомакот и рацете горниот дел заедно, но
абдоминалната мускулатура ние ја користиме за станување. Докато ги направив и рацете, абдоминалната мускулатура мене не ми беше активна 2 месеци. Не може, тоа болеше, тоа беше прилепувано, крпено, секако нели секој лекар знае што прави. Јас не сум до тој степен стручно обучена да зборам, но се сече, но се прилепува и се врзува и не е баш едноставно да ја користиш таа мускулатура веднаш после операцијата. И кога ги направивме рацете, ја станував, ги користев рацете, па ги набилда мускулите со станување на рацете. Кога ги направивме и рацете, тогаш требаше додатно некој да ме крева. Јас имав 2 месеци баш онака морална и физичка поддршка од моите кои што беа околу мене. Така што затоа решив да ги ние можеме се, веднаш можеме, но јас сум човек кој што зошто да се мачиме, ќе одиме по полека, затоа што не се брзаме, имаме време, јас планирам да живеам до 130. Па зошто да не? Апсолутно. А кажи ми, болни со овие операции на кожата? Јас имав таа среќа да сум во прекрасен тим од јас велам има стручни лица и има лица кои што мене ме негуваа во Турција. Докторот Емрах Аслан е еден прекрасен човек кој што на почетокот ми изгледаше многу резервирано, не сакаше да прави муабет и велев леле, како сега ќе комуницираме, но кога се опуштивме, кога свативме што ќе правиме, како ќе работиме, што се не очекува, ја добив најстручната помош и спретност на светот, мислам дека. И сум пресреќна. Неговата координаторка Влада беше 24 часа до мене. Имам едно видео каде што добивам букет цвеќе, тоа е откако ме отпушти од болница. 2 дена само не држа во болница. Има во Турција еден брз систем на вадење на дренови, каде што дреновите, јас кога излегов од болница бев со баш празни дренови. Се беше издренирано, никаква компликација немав, фала му на Бога и фала му на доктор Емрах. Ова е моментот инаку кога ме испраќаат. Точно 3 минути пред влезот во оперативната сала. Ова е оперативната сала, а ова е 12 часа после операција. Еве го букетот, тоа сакав да кажам. Ова е Влада, асистентката на доктор Емрах, која што директно во хотелот ми праќаше на 5 минути подароци. Букети, храна, значи специјален третман. Да, баш онака како да си на свој терен, така се чувствува, како да сум со своји луѓе и бев со своји луѓе и се роди огромно пријателство. И во на 12 часа после операцијата застанавте на нозе? Не застанав 12 часа после операција, ме дигна ме донеса 5 часот попладне. Јас во 9 веќе бев станата, тоа видео го немам никаде споделено, ќе го споделам кога ќе се спремам. После 4 часа ја ми го извадија катетерот и бев спремна да одам во тоалет. Имав мало гадење, морам да признам. Имав мало гадење после операцијата, некои си добри 10 часа интензивно гадење заради анестезијата. По-стресно беше, мислам, по-тешко беше оперувањето од анестезија, него самиот зафат. Сега моментално немав болка, да одговорам и на претходното прашање. Не беше болно, бев постојано под лекарство, но и не можам да кажам дека сега нешто претерано бев од лекарство. Откако ме отпушти од болница, 7 дена после операцијата се заминав за Скопје со лет. Јас дали една лента испив дома во Македонија, во Скопје. Така што не е нешто да кажеш дека сум примала терапија и слично. Си пиеме моментално природни таблети од ананас за отоци, лимфни дренажи и тоа е тоа. Колку време после операцијата се забележуваат реалните резултати? Веднаш има резултатите да видиш пред и после. Месец дена се сликавме, после месец дена се сликавме, имаше отекување. После вториот месец имаше отекување. Еве веќе сме од втор кон трет. Главните резултати ги имаме после 6 месеци првично и после година дена. Нареден јануари, што доаѓа, веќе имаме и рестрикции кон облеката и тоа мораме да го напоменеме. Значи, ограничување одредено. Ограничување, не смеам да носам се што може да направи притисок врз кожата, затоа што ова е сега ново ткиво. Се што може да направи притисок интензивен, фармарка никако. Фармарка година дена не можам да облечам. Заради притисокот. Нешто полабав материјал, хеланки никако интензивни. Значи покомотно нешто. Покомотно. Така што првите резултати, да скратам, првиот месец се гледаат веднаш, но не сега тоа течено, тоа е работено ткиво кое што бара време на опоравување. Првиот месец
на третиот месец се гледа, шестиот сега го во исчекување сме со работа. Значи сега веќе ми е дозволено вежбање. Се враќам пополека на вежбање, се враќам пополека на пеење, значи веќе почнувам активно да се враќам во нормала и да движам. Интензивно пеење на колаген, на вода, здрав начин на исхрана. Здрав начин на исхрана, тоа е клучот. Иако првите 10 дена ме молеше, првите 10 дена не можев ништо да јадам, ништо и вона ќе висне уште кожа. Те молам јади, ми нарачува во хотелот, ми праќа пици, ми праќа хамбургери. Значи доколку ослабете дополнително, повторно може се јави проблем со висната така кожа. Така што треба да се слабе со здрав начин, со рамномерно внесување на протеини, на колаген, на снабдување на тоа ткиво за да не дојде до нагло по првичната килажа од 150 килограми со 45 до нели 80 ни колаген не та спасува, тоа е неизбежно. Затоа кога потпишувавме за првата операција, веднаш се соочуваат со тоа. Со ова ќе се соочиш. Ама не секој го прави овој втор зафат заради тоа што има јас можев успешно да камуфлирам, да носам широки мајци, да носам се она со кое што се носев, се она што публиката не може да го види. Има многу работи кои што публиката не ги гледа. Но сепак не е лесно со иритациите да се живее, бидејќи таа кожа постојано се иритира. Претпоставам дека медицинскиот аспект тука има влијание. Секако. Споменавте дека по операцијата за отстранување на кожа треба да пациентите да имаат реални очекувања. Што значи тоа? Тоа значи дека докторите не се магионичари, дека докторите се луѓе кои што те соочуваат со твојата моментална состојба и дека ти вела дека ако не внимаваш, ќе накачиш килограми. Зошто? Затоа што првично нашиот желудник е мускул и доколку му внесеш повеќе храна, повеќе вода, ние не смееме да комбинираме вода со течна храна и цврста храна, така? Засебно. Така што затоа што се да не се прошири желудникот, тоа го потпишуваш. И ние доколку не сме одговорни, не можеме да бараме винака или лекарите. Исто така и за кожата. Те соочува докторот доколку од јуни до јануари не ослабеш, ќе има потенцијал за втора, за реконструкција на кожата на абдомен. Па твоја дали ти ќе ги ослабеш тие 10, 15, колку и да треба килограм. Стално се знаат жените да ми пишат дали може со оваа килажа моментално, која што сум. Вишокот, значи кожа е еден триумф, ако треба нешто се каже, една завршна фаза кога ќе стигнеш. Има жени кои што сега е толку, сега сакам да ја направам. Тоа окей, но не може например да отидам јас со моите 150 килограми да кажам вади ми вишо кожа. Не може, има критериуми, така. Затоа реални очекувања од себе и од докторите, затоа што не се магионичари. Така. Богот е магионичар. Споминавте дека сега сакате во домот да имате огледала? Да. Порано не ви се допаѓаше вашиот одраз во огледало? Одразот во огледало воопшто не го сакав и бегав, а сега ако може целиот стан да во огледало не било по фенг шуи. Целиот стан ако може и гори, сегде да има огледала, не се шалам. Тоа па иде во степен на самоведисаност, не сум до толку, но го сакам со... Но ви се промени самодовербата и односот кон вашето тело. Секако, многу поедноставно се спремам за емисија. За 10 минути знам што ќе носам. Ма кој 10, 5? Бевте спремна пред јас да се спремам овој пат. Да. Така, значи самодовербата е вратена, задоволна сте од себе? Желбата за живот е вратена. Здравието е подобрено? Желбата за живот кога ти е вратена и желбата да бидеш подобра верзија за себе се враќа. И здравието го враќа во нормала, и вербата во себе, самодовербата и се она што е последователно после тоа. Така што не сме тука да судиме, тука сме само да работиме на себе, секој си обира својот пат. Јас сум од гордо го носам и пресретна сум за тоа. Храбро ги споделувате сите ваши искуства? Секако. Како фидбек добивате за сето ова од вашата публика? Одлично. Жените се пресретни. Имате поддршка? Да. Критики? Не. На што ти е фокусот, тоа расте, не се осудуваат веќе за критики, затоа што воведов нов критериум, се што ќе е безобразно го објавувам со име и презиме и веќе не се осудуваат. Тие сигурно се безобразни во својот круг на луѓе, но не се пред мене и тоа ми е доволно. Така. И што би им препорачале на крај на сите оние кои што размислуваат за операција за налување на желудникот или пак
хируршки зафат за отстранување на вишокот на кожа, но нели се двоумаат, се плашат поради можните компликации и слично. Ме настапуваат и со овие прашања жени во инбокс. Јас мојата приказна гласно и јасно ја искажувам. Секој да си го најде својот пат и својот начин на кој што ќе ги намали килограмите, ќе направи нешто за себе. Јас сум тука да го презентирам ова најдобро што можам и да внимаваат, тоа преска се ја прекинав, да внимаваат, најчесто можам да слушнам за неколку илјадници евра, затоа што овие хируршки зафати се скапи, бираат лекари кои што не се соодветни, да внимаваат кај кои стручњаци одат, затоа што на вистина има ситуации кои што ја не ги читам и не ги гледам затоа што не се во мој домен, но има се да внимаваат со кои луѓе што работуваат. Јас имам цела животна препорака онака за мојот лекар кој што достоинствено го направи се она што го прави и е нежен и не дава нереални очекувања. Така што да го слушаат својот натрешен глас, затоа што тој секогаш знае. Така. Ивона, благодарам многу за денешното гостување во Тилма амбуланта, за искреното споделување на вашата битка борба со килограмите и се надевам дека ќе одите успешно, ќе чекорите понатаму успешно кон вашата цел. Ви благодарам. Со Бога заедно се е можно, така што ви благодарам на прекрасната емисија, на прекрасниот мобет, не ни се освестив дека помина толку време. На времето, така. Благодарам за гостувањето, ким се заблагодарам тука и на гледачите што денеска не следеа со внимание, почитувани, ви посакувам пријатен ден.